Da se odredi dalji redot s opšti člen minus 1 na k po k minus 1 vrst k na treta, apsolutno ili uslovno konvergira. Znači treba da ispitamo da li je apsolutno konvergenten, ili je uslovno konvergenten, ili je divergenten red. Ko razgledуваме redot od apsolutnih vrednosti definiran za ovaj red. To je redot s opšti člen apsolutna vrednost od minus 1 na stepen k po k minus 1 vrst k na treta. Kada što k se dviže od 1 do plus beskonačnost. Naravno, ovaj izraz je jednakov na, imamo beskonačen red s opšti člen od. Apsolutna vrednost od količnik e jednakva na apsolutната vredност od brojitelот vrst apsolutната vredност od imenitelот. Ке се добие минус 1 на степен k по k minus 1 во броителот, дека во именителот ќе имаме апсолутна вредност од k на 3. K се движи од 1 до плюс бесконечност. Во наредниот чекор ќе ја применам, односно ќе применам правилото за апсолутна вредност од производ. Апсолутна вредност од производ е на два множители е апсолутна вредност од првиот множител по апсолутна вредност од вториот множител. Ова сега што го кажав ќе го применам во броителот. Имаме бесконечен ред со општ член апсолутна вредност од минус 1 на степен k по апсолутна вредност од k минус 1 врз апсолутна вредност од k на трета. K се движи од 1 до плюс бесконечност. Во овај чекор ќе се ослободам од апсолутната вредност. Имаме бесконечен ред со општ член. Да видиме што имаме за како општ член. Минус 1 на степен k е вредност минус 1 или прима вредност минус 1 или 1. Во зависност од тоа дали k е парен или непарен број. Апсолутна вредност и од минус 7 е 1 и од 1 е 1. Па така, апсолутна вредност од минус 1 на било кој степен k е 1. Единицата ќе ја запишам да знаете дека со тоа ми е заменета ова апсолутна вредност, може да изоставите. По k минус 1 за k се движи од 1 до плюс бесконечност е позитивен број или 0. Апсолутна вредност од позитивен број или 0 е самиот тој број. Па наместо апсолутна вредност од k минус 1 може да запишеме само k минус 1. Рековме k се движи од 1 до плюс бесконечност, односно k е позитивно, па така и k на трета ќе биде позитивно. Апсолутна вредност од позитивен број е самиот тој број. Видите? Тука имаме апсолутна вредност од k на трета. И k на трета е позитивен број, може да запишеме само k на трета. K се движи од 1 до плюс бесконечност, или тука го имаме редот, овој чекор само единица треба да ја запишам. Со општ член k минус 1 врз k на трета. K се движи од 1 до плюс бесконечност. Доколку покажам дека овој ред кој што го добив тука, тоа е истиот ред кој што е тука, односно редот од апсолутни вредности дефиниран за овој ред, конвергира, тогаш можам да кажам дека редот конвергира апсолутно, а оттаму можам да кажам дека и редот конвергира. За да покажам дека конвергира овој ред, ќе го искористам граничниот тест на споредување. Наредно треба да го изберам редот со кој што овој ред ќе го споредувам. Во броителот имаме степен 1, додека во именителот имаме степен 3. Доколку овој општ член го поделиме со 1 врз k на квадрат, тогаш дробата која што ќе се добие во броител ќе има полином со ист степен како и во именителот. Ајде се ова што кажавме да го запишем. Го земаме редот со општ член 1 врз k на квадрат. K се движи од 1 до плюс бесконечност. Сите знаеме дека е овај конвергентен, значи е конвергентен
hiperharmonijski red. Ili P-red, zašto je ovaj konvergentan? Znači je P-red so vrednost na P2 koja što je pogoljema od N. Zato ovaj red je konvergenten. Naredno, rekovme, ki го изкористиме граничниот тест на споредување за овие два реда. Па така, може да кажеме, доколку добиеме вредност за параметар кој што пресметуваме кај тој тест поголема од 0, конечна вредност поголема од 0, може да кажеме дека овај ред и овај ред имаат иста природа во однос на конвергенцијата. Односно, бидејќи овај конвергира, мора и овај ред да конвергира. Ја пресметуваме вредноста ро или некаде, пе како сакате. Може да ја бележите. Ова вредност кај граничниот тест со споредување се пресметува како лимес од општиот член на еден од редовите врз општиот член на вториот или на другиот ред. Било кој да го изберете општ член да биде во броителот, не треба да го добиете истиот резултат, па така може било кој од овие општи членови да го ставиме во броителот. Да ставам овај општиот член на овај ред тука. Се добива, ро е еднакво на лимесот. Рековме за броител ќе оставиме K-1 врз K на трета, додека за имените општиот член на овај ред. Општиот член на овај ред е 1 врз K на квадрат. K тежи кон плюс бесконечност. Го пресметуваме лимесот кога K тежи кон плюс бесконечност. Во наредниот чекор ќе ја средам оваа двојна дробка. Множиме надворешен со надворешен, натрешен со натрешен член, па така овај лимес е еднаков на лимес од K на квадрат по K-1 врз K на трета по 1 или само K на трета. Пресметуваме лимес кога K тежи кон плюс бесконечност. K на квадрат се крати со K на квадрат во броителот се крати со K на квадрат во именителот и во именителот останува само K, додека во броителот останува 1. Ајде ќе го запишем уште еднаш. Овај лимес е еднаков на лимес од K-1 останува во броителот, додека во именителот имаме само K. Во броителот имаме полиномна функција и во именителот имаме полиномна функција. Да забележиме дека овие два полинома се од ист степен. Бидејќи кај лимесот K се движи кон плюс бесконечност и имаме, како што рековме, полиномни функции со ист степен во броителот и во именителот, овај лимес е еднаков на количникот од аргументот од пред највисокиот член од полиномот во броителот, тука имаме 1 по K, врз аргументот пред највисокиот член во полиномот од именителот. И тука имаме едница, значи имаме 1 врз 7, што е 1. За вредноста народовивме број, конечен број, кој што е поголем од 0. Во овој случај може да кажеме дека редот со општ член е 1 врз K на квадрат и редот со општ член K-1 врз K на трета имаат иста природа во однос на конвергенцијата, односно се еквиконвергентни. А бидејќи овај ред конвергира, може да кажеме дека и редот со општ член K-1 врз K на трета, K се движи од 1 до плюс бесконечност, конвергира. За да заклучиме тоа, го применавме граничниот тест на споредување. Океј, што покажавме со ова? Кој беше овај ред или овај ред тука? Овај ред е еквивалентен на овај ред, односно е истиот тој ред. Редот од апсолутни вредности дефиниран за дадениот ред во задача. Па оттаму, бидејќи редот
od apsolutnih vrednosti definiran za ovaj red koji što mi je dademo zadačata konvergira, može da kažeme дека dадениот ред во задачата, односно редот со општ член минус 1 на степен k по k минус 1 врз k на трета, кај што k се движи од 1 до плюс бесконечност, апсолутно конвергира. Последниот чекор кој што тука треба да направите е да примете таа теорема која гласи: ако даден ред апсолутно конвергира, тогаш тој конвергира. Таму следува дека редот со општ член минус 1 на степен k по k минус 1 врз k на трета, k се движи од 1 до плюс бесконечност, конвергира. И да не го запишете овој последни чекор. Јасно е што редот апсолутно конвергира, тоа е конвергентен ред. Со тоа задача е завршена.